уште една супер дружба на Шанк, затоа ви препорачувам да останете овде. Денес ќе зборуваме за вашиот плакар. Дали во вашиот плакар има доволно место? Морате да го промените тоа. Не сакам да звучам како топ-шоп реклама, меѓутоа, ако планирате да фатите швалер, првото место каде ќе се сокрие вашиот швалер, ако мажот дојде порано од работа, е плакарот, нормално. Некаде имам прочитано дека тајната на долг и успешен брак, да вашата сопруга ви биде верна, е и да го наполните плакарот толку многу, што таа нема да има место да го сокрие швалерот натре. Се шегувам. Скапа инвестиција. Знаете, во брак постои љубов, само тоа некако викаат швалерација. А и на денешно време со кредити, со сметки, со мала плата, мали примања, мислам дека мажот нема да се буни ако имате швалер, си додека е доволно богат да ве издржува и вас и целата фамилија со се децата. Оти децата сакаат нов телефон, нов компјутер, iPhone, таблет, што ти не. Така да, ако вашата сопруга е доволно способна да најде некој што ќе ја издржува и неа, и тебе, и децата, немате потреба затоа што се карате во брак. Етна таква ситуација, Арно ама Блажо си дошол дома порано и ја начекува Мара гола, го начекува швалерот на Мара гол во кревет. И таман се натнува тука, ема се фаќа за новчаникот и тука си го усеќа во џеб полн новчаникот. Маро, земи покри го човекот, ќе настине мори. Тоа е, тешки времиња дојдоа. Мора да се бараат средства од некаде. Мора да се инвестира. Еднаш во продавница пазарувам и сретнав еден колега од работа и купува тој и да плати на каса, го отвора новчаникот. Опна, толкава слика од жена му новчаник. Леле, викам, шуба овака што си носите слика од сопругата у новчаник. Си носам, за да ми текне зашто ми е празен новчаникот кој ќе го отворам. Тајната на долг и успешен брак заклучуваме дека е ти, жена ти, децата и богат швалер. Време е сега да се напиете кафенци и да започнеме да се дружиме, за да не ми да спиете, за да се расоните. Ноќта е млада, а може би денот, зависи во кој период од неделата не гледате, но препорачуваме е најдобро кафе и најквалитетно, кој е одличен подарок за да одите кај комшиката на кафе и да однесете вака луксузно пакување и да бидете модерни, тренди, затоа што е ултра добро, а и супер изгледа. Многу е важен изгледот на денешно време, да не забораваме дека изгледот. А за оние кои не им е толку за кафе, повеќе се за делот што доаѓа после кафе, ве молам да користите кондоми. Нашите пријатели се тука со понуда на асортиман на кондоми од кои можете да изберете кој што сака, кој каков вкус му треба, дебелина, големина. До душа на големината не можеме да реагираме, тоа веќе си го знаете вие. Но важно е да се заштитите и да се мажите од љубов, а не за тоа што е трудна. И денес врапчето ни летна или врапчето ми летна, одиме на Твитер. Од Твитер го одбравме хаштагот. За бабата и за дедото уште еднаш хаштаг или избор на една тематика околу која ќе се вртат сите твитови и диета, затоа што диетата секогаш актуелна и не излегува од мода. Иван Ајнштајн вели: до вчера држев диета, ама денес ја пуштив. Нека оди, летај слободно дието, оди и не враќај се. Најади се убаво денес, од утре може да ти текне на диета да бидеш. А и така си е. Поминаа 2 години од диетата што требаше да ја почнам во понеделник. Диетата не ми работи после 2 сат ноќеска. А и мене не ми работи диетата после 2. Ми подава листа и ми вика: ова е диетата. За првиот ден ова е за јадење. Јас како, чекај, само за доручек е ова? Не, значи тоа е за целиот ден јадењето. Со диетата сме на сумбил и подебел. Како диетата? Сумбил и подебел. Најпрекршено нешто не е ветувањето, вели Ема, диетата е. Точно, диетата е прекршуваме најмногу и никогаш не остануваме на зборот. Диетата што е за 24 часа, јас ја јадам за 5 минути. И јас. Што знае диетата, што е медена торта? Што знае дете, тешко ли е, не ли е тешко? Брат, диетата што ми ја кажа, смееш да јадеш пица? Не.
А скара? Не. Да пиеш пиво? Не. Да јадеш палачинки? Никако. Знаев дека грешка сум те разбрал. Ја не би држала таква диета. Придржи ми ја диетата само да јадам. Македонија, лидер во светот на диетата немаме пари. Таа ни е најдобра диета. На диета си немам пари, чекам плата. Изедов се што има благо по дома, сега може да почнам диета. Диетата ме е таква, пред спиење, 2 кришки леп и еурокрем. Што сакам амбиверт и јас на таква диета. Како ти се вика диетата? Се мислам што да јадам. Уште малку имаме од диетата. Не се вежба одма после јадење. Точно, одма после јадење се дремнува. Од диети, кај мене, лично да ви кажам, само стомачен вирус успел да ми симне некое кило. И не да се фалам, ама 14-дневна диета ја завршив за 3 сати и 20 минути. И уште нешто, мојата ликвидна диета оди одлично. После 5-та чаша вино, ич не ми е гајле што сум дебела. Последното од овој сегмент на врапчето ми литна е од како почнав здрава исхрана, цело време сум пијана. Па стварно нема смисла бре тие салати без узенца да поменат. Ај нема смисла. Дајте се една салата и една ракија, се изнервирав. Кога сакаш да искористиш гратис фотосесија, викаш добар фотограф на гости во студио. Не се шегувам. Викаш човек кој се ја знае професијата многу добро, уникатен, оригинален и пред се забавен и интересен. Дарио Јанковиќ. Јанковиќ, како сакаш. Јанковиќ. Да. Дарио генерал Јанковиќ. Така не биде. Зошто генерал? Па не, така ме завика колегите генерал и така генерал остана и генерал. Генерал е мој. Да, баш генерал. Шо ќе е се мој. напиеш? Сега ќе те понудам со пијачките. Чекај сега една секунда. Жена ти љута ли е? Зависи како, кога сум Имам една паметен јас. љута како жена ти. Немој Ама таква да љута. скопнеме, Не е жена ми љута, мајте. Ако те нервира шефот Да? и ако те нервира балансот на сметка во банка, Добро. и ова пак на жената, ако те нервира мажот или жената. Слушај, дај тај на жената боле. Балансот и така не ни е добар кој што треба. Дај го тој со жената. Со жената сакаш? Да, него бар да го балансираме. Добро, ајде, од шо те нервира жена ти? Ме буди секој сабајле на работа, носам у 7 и 10, да. А ја мислев ти бараш, она не дава. Но она не дава секако. На сабајле му се спие, на ручек на работа, на вечер Види, уморна. и јас сум жена, на сабајле повеќе преферирам кафе отколку оргазам. Стрцева многу морам да тргам, но ова не ми оди никако. Ако сакаш да фрлиме, ја ќе ставам од балансот во Вакуум сметка. ми треба, крајници ќе ме фадат. Ајде сега покажи се малку Цицач. јачина, цицач. Сега, сите сме цицачи. Ама само вие мажите од граѓани може да се одвикнете и на стари Никога години. ние сакаме се живот да цицаме. Да, ако може. Да не одбиват И ако никога. може да се вратите од таму кај што сте дошле, по повеќе пати од денот. Како вика? Од дупка излегуваш, И пак за сакаш да дупка влегуваш. живееш и после на крај живот пак во дупка влегуваш. Живели, Ајде, живели. или на здравје и добре ми дојде. Добре ме најдов. Расположен, насмеан. Фала. Стварно бара многу сила Ей, ова. стварно овој добар собе, човече. Ти го цедеше? Јас го цилам свежо исто Како? го направен. Како е во моментов професијата захтевна многу од двете договоривме снимања, фотосесии, манекенки, тешко ти е, не ти е лесно. Тежак живот, уметнички. Се убави жени околу Да, тебе. Така? Само околу мене, нажалост. Се мачи човекот, се мачи. Да, што да правиме. Ајде да почнеме од почеток да представиме нашата публика. Тебе апаратот ти е најдобар пријател веќе колку години? Па негде од 14 години почнав да се занимавам со него, сосема случајно тој испадна, таа ситуација. Мало одев тогаш јас основно музичко, хармоника свира, пошто татко ми хармоника свири. Хармоника Да. свира. Диско. И така испадна ситуација нека случајно да почнам со фотографија, да се занимавам и ете, до сега цел живот сега за сега. Да. Од таму премини камерата или камерата беше исто време никаде? Па не, јас многу години работев само фотографија. Така. Новинска фотографија претежно работев, бев по доста наши весници, магазини, Свет, Дневник, Битолски весник,
Нема уште кај ме некои други, немаше. да, немаше кај ме немаше. И едно време, не знам, добив некоја идеја, ме влечеше, нели, пак тој момент музиката, нели, што спомнав и ја да пробам да работам како музички спотови, кај жена ми што неќе ви текни, вика тебе. Место да рече, браво, бе, мажу, печалиш Да, пари. па ќе вика, ај вика сега пак некои трошоци ќе правиш, пак ти истекне, вика, не знам, ја спотови ќе снимаш сега. И така, и испадна, и му сејф јас на Антонио Димитриевски. Слушај, јас сакам да снимам. Викам, Антонио, вика, дај да му снимаме спот на Ноне. Тој беше првиот спот. За не. И вика, камерманот колега за ме смеје. Ќе ја качиме Нуне Да. на столче, на мотори ќе снимаме. Да, и така започна кариерата, нели? Со Антонио Димитриевски, Тебе со Ноне ти почна со Ноне, кариерата. па затоа ми е убаво. А затоа ти е убаво. Затоа ми е убаво. Да, одма почнуваш од талент. Од талент. Одма надарено тргнав. Надарено тргнуваш. Ме надари, надарено. И почна. И почна надарено. Од тогаш па натаму кои се најзвучните имиња на кои можеш само моментот да се сетиш со кои си соработувал? Па сум сработувал доста, сум сработел, соработувал. Не мора наши да ме интересираат и овие други бе. Знаеш, овие наши бе. Не, јас нашите најпак си ги сакам, си ги Се почнувам. шегувам и јас. Па соработувал со Бојан Маровиќ, со Стефан Цивовиќ Цвија, со Мурат Татеш од Турција. Лепа Врена? Лепа Врена, така еднаш се сретнавме. Се поздрави се кимнавте. Да, ама не, Намигнавте. така, малте старичка. Старичка. Старичка Лепа и Врена там. не старе, Не Дарио. старе. Ти старе. Јас слабо гледам. Лепа Врена не старе, Не ова ти е старе, да. голема грешка. Добре, денеска, значи, веќе си добро познат помеѓу професионалните круги кои некој сака да те ангажира за видеозапис, за професионална фотосесија, меѓутоа и за, ако сакам јас да се мажам, ако ми тикне, Да, можам ако исто си- да те земам, така? Може нешто да работиме love story. Ако си- Highlights некој. Еве си романтичен, така? Да. Многу, многу. Кој е најтешкиот дел од твојата професија, освен тоа што мора да гледаш згодни жени? Најтешкиот дел, најтешкиот дел ми е кога дојде монтажа, оној дел кога треба да седам со сати на едно место затворен, знаеш, па да се монтираат се работи, друго не ми е ништо тешко. Мене, за разлика од други колеги што жалат, најлесен момент е оној момент кога треба да се снима, денот на снимање, кога работам, уживам по тоа и убаво ми и ми врви одма денот ми поминува. Јас се малце ме мачува мене човек на едно место да ме врзи да седам, али мора и нели тој момент да се заврши. Мора и тоа, инаку како. Да. Сега во моментов, ако веќе видиме наназад ти кога си почнал, имаше малку од твојата професија, твојата струка. И денес кога ќе се вратим има многу, меѓутоа јас убаво знам да кажам не си фотограф ако купиш професионален апарат. Иако многу се прокламираат така. Ти пречи ли тоа што во твоите води веќе секој се осмилува се нарече фотограф или професионален човек во делот за видеозаписи, а всушност го нема искуството и обуката за тоа или немаш проблем? Видете, мене лично не ми пречи тоа, пошто јас си направив своја кариера, свој имидж се одделив, кратко речено се одлепив од тој слој од Како го од направи тие бе тоа, луѓе. кажи бе Дарио ние да се одвоиме, ме многу водителки има бе. Никако не да се одвоиме, цврен сме залепени. Многу водителки има бе, кажи. Многу водителки, ако нека водат. Викам секој со својата среќа. Така. И така дека имам моја клиентела, мои луѓе што работам, имам некои своји погледи за напред да одам цело време во поглед на таа работа и така дека али во секој случај тоа било секогаш и ќе биде така да излегуваат нови луѓе, млади луѓе што сакаат и тоа е убаво, знаеш. Убаво е да има здрава конкуренција. Еве ти нов бизнес, полоша. можеш да обучуваш. Па имам и некои дечки идат за обука таква работа. А веќе му текнало Да. на ниваме се. Кај што се парите, како не ми текни мене, не. Абе тоа. Добро, а сопругата никогаш дали си имал проблеми во брак да е љубоморна, да рече аман веќе од јас сум гледала кај снимаш, што Види сега. снимаш. Јас и сопругата моја сме од деца. Она имаше 17, јас имав 20 кога се земавме ние. Од мала те заљубив? Од мала те заљубив, да ти кажам, и така нема нити технички проблеми некакви ме сваѓаш. Најбитно кога нечеш Она курџи. вика, а нека го земе ни, Нека го земе, нека да се курзувам. Нека носи ме да се И кога спаси. се врати, вика, колку има пари каде? Кај Тоа се пари? да, кај се се пари? пари? Не, немаме такви, шална се немаме такви проблеми, имаме разбирање. По сопругата е Да, многу убава. да, Многу убава убава е. сопруга има Дарија и заради од таа причина и јас да сум така убава нема ми е проблем да слика такви други девојки затоа Да, што кај што нема побаво од неја, вика што е на повеќе од нешто ќе се секирам, вика. и она може танга да облече да шуе до танга. Не, она не може да носи стално.
Абе, Жулја, Жулја, за Жулја. Лепо е кај Жулја. ја не знам овие манекенкиве како издржуваат по частаати да ги Жулја. Ти не носиш танга, не? Сега моментално не јас со папак домакински. Оти снимаш со мене зада. Нема да, Како ќе те сликам вака не ме се да нема. Не, ја ќе се средам за сликање. Ќе средиш добре, кога сега мислиш така допапок избегам. Ама не, да ми го Јас сам ја држи, бра- за стомакот натре да ми го Јас држи. сум колеги кавермани оние каде слика. Кречам извинувам работа, ме чекат. Брзо. Ме чека доктор Чепраганов во нейромедика треба ќе да ми направи на глава да ќе се вратам ќе ти Не, речам. ние правевме на фотосесија, ама не носев танга, сега правевме фотосесија. Знам, не знам, не би рекол дека носеше тогаш. Абе, сега, Немаше вака негде дека просечено нешто тука да ти кажам. Многу мазно ми беше абе, вака. дечко ми е љубоморен од кај знаеш му. Кој е? Ден живи здрав се, дечко. Не, се тоа е. Не треба да те пусти во дивка да видиш. Не треба така. Да, веќе те пусти. Оно што го заприметив дека работиш многу опуштено, насмеано, весело и оригинално. Пола од идеите што му беа за сликање, ја мислам дека треба да сум професионален гимнастичар за да ги направам тие пози Да. за сликање. Знаеш како јас кога почнав се работа многу се нервирав и многу викав на сетови. И тоа, знаеш, кој зади, страшно викам се нервирав. И јас си реков едно, чекај човече, ти ќе умриш за 2 години, мака. Да, со викање. Викам, што остагиш сака нека прават? Ти тераси своја работа. Што Кој те сака? нервираше, што? Да. Те нервираше дека Па не, види, јас Освен дека не види, јас опекла сакам и танга. шала и да се зезам сели кој работа, многу сум принципиелен кога сум на снимање на фотосесија. Значи, сега нешто ти му викаш едно, он прави друго. Јас се нервирам за тие работи. И сега си викам, остај го што сака нека прави. Ти терај се своја работа, заврши се, а они што сака нека прават. Главно не кажат се дрогирале, дека се дрогира Нека таму. пијат. Пијат, да бе испијанете се, што сака да правите. да завршиме работава. Се слекли големе, слечете, што сака да правите? Дојди, кога ми треба снимање тука видим, што сакаш прави после, ме разбираш? Со мажи или со жени е потешко да се работи? Па ти кажам искрено, не ми ни со едни ни со други, пошто бирам со луѓе кои работам, не работам со секој, знаеш. А нема, И- дури ако и имам тие- пари да те платам, ќе ме одбиеш ако ни... А не, види сега, се пари за пари. Да не се правиме многу Да, Холивуд. Да, се. Не, види, не. Со луѓе што работам, например, работам повеќе време, знаеш. И ќе дојде еднаш некој, ќе снимаш со некој, ќе видиш има хемија или нема хемија, знаеш. Или ќе биде тоа прво и последно снимање или ќе се продолжи таа работа ме Затоа сваѓа, ти задана. ми се јави пак да сликаме фотосесија. Јас од други причини се јавив, дека бега како девојчево. Многу Ќе се залибам уштенше ако дојде на фотосесија и затоа е. Абе, ја викам, викни си вака гости. Да, делот во Македонија се вадат пејачеви дека немаат средства доволно за да направат некој професионалец да ангажираат како тебе да и направи квалитетен спот и заради тоа вадат фушерајски работи, што би рекла јас. Ти сметаш ли дека тоа држи вода и дека навистина си до толку ексклузивно и скапо и дека не може секој да си го приушти или тоа е само како изговор на да помине со малку, а да направи нешто? Значи види сега, да ги поделиме работите. Значи има нови пејачи кои почнуваат и кои немаат стварно млади деца сакаат да пеат, сакаат да направат нешто, немаат услови од дома, немаат финансиска поддршка од своите, не можат едноставно, кој родител не му помогна на своје дете да може, нели? Така. Иначе не може. И онда се они оставени да снимат со било кој, со било што да се сними, да се направи спот, значи да се промовираат во ред. Убаво е, секако е убаво кога млад човек сака на било каков начин да успее да направи нешто и го почитувам тоа. Али не се сложувам да и со тие пејачи веќе што си имат некоја се кариера и што работат и му кажам на сите, значи не може без вложување, значи не може да има успех, не може да кариера и не може без да даеш пари, не може повратно да ги добиеш. Значи многу од нив не сакаат да инвестираат во спот, во добра песна, сакаат да има свирки, сакаат да работи, па не може така. А има навистина пејачи кои значи вложуваат, со кои веќе доста долго време работам. Значи секој кој сака и кој има веќе некоја кариера може да дојде до некои средства да сними, нели, не каже, не мора да биде најдобра, да биде тој културен спот, нели, да биде оправдан пред публиката. Сепак е се до самиот човек, значи не е до толку тоа страшно како што изгледа. Значи не можеш ти секој викенд да имаш свирки, и свадби и не знам било какви настапи без разлика дали пееш на свадба или пееш у некој клуб или одиш надвор, како можеш да купиш Мерцедес, како можеш да купиш стан во Скопје, а немаш пари да си снимиш спот. Ме сваѓаш. Значи било случај ќе дојди, ќе направи еден спот, ќе опробие тој спот, ќе оди до странство, ќе направи некоја паричка и тука се сведува се на тој спот и на песната останува 3-4 години. Значи не може, значи ако не вадиш 2-3 спота минимум годишно,
Значи не можеш да останеш во тој тренд да бидеш интересен на публиката. Без разлика кој ранг на публика е ваша, дали е то фолк, дали е забавна, дали е поп, дали е хард рок или без разлика и било што. Значи секоја музика си има своја публика. Ако направиш разлика со странскиот пазар, да речеме Србија и Македонија, што наоѓаш тука најразлично во Видите каде е тука. Тука е цела разлика во диаспората. Значи не може никој да каже дека не е така, пошто кај албанската естрада, кај српската естрада, кај пејачите најголем прилив на пари доаѓа од странство. Значи од настапи во странство. Од диаспора. Австралија, колку станови има купено. Да, затоа. Сега, за разлика Македонија има многу помала диаспора и од Србија и од Хрватска, за Албанија веќе да не правиме муавет, ме сваѓате. Пошто работам и со албанска страна, со албански пејачи, они се на многу повисоко ниво, многу повише пари има кај нив, многу повише улагат и тоа е нормално, они улагат пошто имаат голема диаспора и нивно. Една разлика, например, имам пејачи кои што идат албански, што имам работно спотови, на свадба земат по 4.500 евра за да се појави да испее на свадба, ме сваѓате, и мислим тоа е огромна разлика, али имаат многу повише пари и многу повише се народи, тоа е едина причина овде на Балкан, значи и исто така и Бугарија, значи кај што има диаспора, има бизнис во таа работа, пошто многу повеќе сакат некоја звезда пејач да му дојде например во Австралија, Швајцарија, Германија, било каде од нивна држава да му дојде и нормално да одат таму и дека ти бегаш во странство за да ти фали после Македонија. Да е баш така. Во странство му фали после Македонија, му фали Албанија, му фали Бугарија, онда они сака да му дојде пејач, нели, да му направи концерт. И тука радост, радост има пари, да, тоа е нормално. Тука да те видам. Да, и основна причина е нели диаспора, пошто ние сме и така мала и држава, колку може кај нас еден пејач да работи па да извади многу пари да може да покрие сите трошоци. Значи не само спот, значи има тука многу работи, затоа спот треба да треба да се облечиш, треба и песна добра да направиш, и студио да платиш, и аранжман и луѓе околу да играат. И има тука, значи тоа е цела машинерија да дојде до таа една песна испод да се направи како една целина да излези. Колку тим на луѓе работи така? Веќе ти режијата правиш и целиот тој главни дел монтирањето, снимањето, приказната, колку веќе ти имаш помош, претпоставам, не може? Па не можеш сам да работиш, мада све тоа пак зависи, пак се враќаме на седуме на тој буџет, на финансиите. Нели, кај што има буџет, кај што има финансии, тоа ќе си дозволиш и квалитетно светло и ќе земиш и тоа што од пролајт ќе дојде со еден камион светло, со комби. Ќе дојде овој, ќе дојде оној. Ќе дојде овој. Ќе намесиш 20 светла, ќе ти ги даваме наши злати јаци, ќе ги земеш. Сите ќе ти даваме. Се ќе земи, да. Мене ќе ме земете. Да, кога нема пари, onda со баба ми одам. Она тука да помогне. Земам баба, дај ми го рефлектор. Она ќе речи, Реко, сијалицата баба, добро ќе ти речи, дај сијалицата ради. Колку пари, толку музика. Е тоа. На свадбите секогаш ми било најинтересно кога се прават свадби. Младоженците се мислам најтешки за работа, не знам ја стариве сликања или јас сум нешто грешка. Или ти може да правиш па другче работа? Не, обично кога дојме кај зетот вика, брат, а да ја снимате само невестата. И мене да не она, мора малце реков тебе да ти имам. Да фатиме. Добро, ајде. Може некоја цвигање. Добро, ајде. Зависи уствари какви и после дојди кај невестата и она, како ме некиш да се снима. Мирен, после се слика цело време. Не мрда, да видиш уште позира човек. Душичка што да прави веќе. Што вика една невестата, вика на се. Дојди ваму, вика, не ти залепам една, она чукнала две-три. Дојди, застани тука и га се сликат. Дури ако треба ќе ја напрчиш устата. Да, вика, не ме нервира, вика, дес тука на денот на свадбата, застани тука. Опа ти кајлен си имал. Колку ти стигаат, нели секоја на мода кај нас во Македонија, или си манекенка, или си водителка? Са среќа не си манекенка, ќути. Ќути. Па уште плавуше. Колку слики ти стигаат и такво Дарио прави ми фотосесија, Дарио сликај ме. Го има ли тоа кај нашиве? Па има доста, има. Секој сака, нели, секој сака. Дарио ни работи за без пари. Па да ти кажам, не работи без пари. Нема време за со пари, не за без пари. Некој бев помлад, си фоткав така за без пари, беше интересно како клинац ваму таму, али сега. Сега виќе се плаќа. Се плаќа.
Колку си искрен како човек? Па да кажам, можда некојаш и поиќе што треба. Па таман да те проверам сега, имаме да играм. Јао, шта е ова сад неке? Немој, како имам... Ова ќе те плескам! Како имам страх од сообраќајци, да ти кажам, уште ми го вадиш ова сега. Не, ова мислам како сакаш. Мене на друго ме асоцираш. Не, добар ти сам до маза, те гледам, јас уште, само што леготе, те гледам кожна среброна. Дојде вамо. Мини, у кожа цела, реко, јас се го знам, реко, не догорив не догорив у Балјан снимање, реко, ај, реко, нема шка. Фала на комплиментите. Ај, реко, Ова може игра. изгрешим, а баш Горан ми звонеше некни, реко, чекай да не изгрешим терминот, реко, да не, реко. Друго Што Балјан, снимање. малку друго, реко. Да не е друго снимање. Ај, добро. Не бе шанка, да тука сме. А ова се таблички, со нив ќе ми одговараш дали сум или не сум. Значи јас Добро. ќе ти поставам прашање, ќе играм со тебе, као подршка. Добро. И да Чекај, видиме. што треба сега да правам? Да го Значи, вртам ако ова? нешто си направил, го вртиш сум, ако не си, и да не сум. И јас Значи, тебе у камера, вртам и у тебе. И У се камера. почна у камера да видат гледачеве. Никогаш не сум спиел во кола. Како не сум? Што правиш? Што правам да ти кажам, кога си изморам на свадба и си легнам у кола спијам да ти кажам Така? и да смињам. Што да правам човече цркна 3-4 дена заредно свадба, друг ден спот снимам и ќе спиеш Ние да ќе тргнавме еднаш во Грција Добра. без смештај. Да, со дечката. Не па за кој? Еко, со другарка да не Да. Откај да знам. Која жена може да извози толка пат со кола, така никој че Да. да тешо мужат. Никогаш не сум се бања гол на ноќно капење. Сумбе како не сум. Не сум се. Како е убава голецка водата? Голицка зависи да ти кажам, а Охридско езеро не Голицка. Охридска. Да бе, ладно се. Со цел храбро. Каква, собрал абе, имаш да го најдеш. каква храброст резил бе, не. Никад више да ти кажам. Од сега Охрид. само ноќно капење у корито, друго ништо. Сега ти работа. Никогаш не сум бил пијан пред 12 часот попладне. Чекај, јас не пијам, што треба да кажам сега? Сум Не или пиеш алкохол? Не пијам уопште. Значи не си бил, Не јас сум сум. бил. Не сум се отрезвал претходната вечер. Како бе не пиеш алкохол? Не може, само сокчиња пијам, вака е Блази си водичка. тебе колку пари ти остануваат. Многу и не пушам цигари. Блази си. Кај ти е Ферарито? И пожени не одам исто. Не. А ова пожени од Битола ми остана. Така на битолски жаргон. Не сум видел гола манекенка. Јас стварно не сум видела. Ајде, реков дека сум искрен сега да не лажам. Замисли ова да го направи колега камермана. А иначе ова се прашање пред да се мажиш, пред да се жениш, така да Јас сум цел живот женет, ја не памтам нешто од детството да ти кажам. Јас не памтам нешто од детството. никогаш не сум имал секс во автомобил. Како бе си Абе, сум? се- Ај се стој си на сум. Ај, што да правам сега? Добро, знаеш што е проблемот? Кај собира? Значи, тест, во ствари зависи од колата, мора. Како не гледаш што возам јас, не гледаш големи коли возам. Не сум видела што. Не, на жена ми купи купе малечко, не му треба. Не треба. Не треба. Никогаш не сум заборавал име на некоја со која сум се бакнувал додека се бакнувам. Сумбек. Сум. Јас ти знаеш дека на жена ми името А го како забораш заборавив. кога не пиеш? Јас на жена ми го заборавив името. На жена ти цел живот сте Слушај заедно. сега, јас се фатив со жена ми Добре. на времето, деца кога бевме. Деца. И сега ќе му звонам, немаше мобилни тогаш. После дедо ми купи Колку телефон. години си ти? Слушай, озбилно слушај сега ти кажам. И слушај, и му звонам јас на жена ми дома, нели, и сега мајка му. Леле, моментот зорови како се вика. А тазе фатени на недела. Леле, како се викаше? Вика, добар ден, добре, па му викам дека ќерка ви дома е. И ова сконта мајка му дека сум ја радије. И она вика, која ќерка вика по битолски, која ќерка вика по А битолски. повеќе имаше е тука. Не, една сини ќерка има. добро е, Си го сино него барам. И вика која ќерка? А му вика дека та ќерка ти викам личната убавата му викам. А, се знаеш. А вие вика Александра барате, реко Александра вика. Добре вика како може име да му заборавиш ми вика. Абе не реко моментот реко нешто така реко некој спој ми се направи му викам од главата реко. Не очекувам никако реко така дека она бре и ден вика жена ми абе вика дарче бе вика име да ми заборави вика последна недела реко. Ама добро се немаше. Добра, ама немавте ништо направено, Не, така? па тоа сакам да ти кажам. Ја погледаш како знам одма. Немаше дешавка бе, Да си да имала- запамтам, ме Да разбираш. имало дешавка, ќе видиш како ќе памтиш. Да. Добро. Никогаш не сум се гледал со некоја и потоа со низина роднина. Во младоста зборувам ова.
Си. Не. Слушај, ајде вака ќе врти го. А братучетка ти слободна? А сестра ти има дечко? Сестра има дечко, И нема. сите има, а брат ти? Брат има дечко, брат. Никогаш не сум бил врзан со лисици. Абе, ајде ме направи те неозбилен тука да ти кажам. Никогаш не сум бил врзан со лисици. Со Чекај, лисици. Ме врзаја бе еднаш. Во... Абе, знаеш, не бе, на Не. спот снимав и на зебанце ме заврзаја, оставам врзан 2 сати, не Тубе. можеме да отвориме. Озбилно. Па нишој другар ми полицај даде лисици, нели тие се вртат, онака цак може. И ми ги стаја будалите и немаме клjuč да отклучиме, човече. Му зваме, вика, дали си нормален, вика, кај вика сега, вика на служба сум на работа, ништо носи клjuč, реко, оставам заклучен, озбилно. Ја мислев ќе речеш ништо по дома. Ништо, немате лисици Ти валја. сакаш да му утре тука у студио да спијам, сега не заебавај. Ова ми е многу јако прашање, мораш да бидеш искрен. Никогаш не сум мочал во туш. Не, заебавај се, неке се лажи, Ти имаш мочна туш? Редовно, признај. Немој да ме лажиш ти. Те знам јас, што мустра си ти. Што викаше пријател мој, со то мустра ми текна. Жолт ми е туша, дали се приметува. Не бе, тоа е од водава скопска многу жута е. Да, од каменецот. Кај има, не бе каменецот, не од каменецот бело иди бе, од дрѓата ќе се собери. На одмор ќе одиш, на пример 15 дена, чекај, извини, ќе те удрам у пичко, мат. Земи уште едно стај си вака. Не ми текнало тоа. Слушај, оно ќе идиш на одмор едно месец дена, 15, немам пари за месец, да не се лажиме, 15 дена. 7-8 дена. 7-8 дена, како се иди викенд, разбираш, ќе идиш на пример на одмор, и ќе се вратиш, жута вода не си пуштила, разбираш, од тоа може да. Да, а со мустар што ми текна еден пријател мој ми вика еднаш, абе вика Дарче што ги фоткаш, вика тие, вика девојчињата многу убави се, бе убави се му викам. Абе дај вика нека мустра да видам. Абе рекој джемпери не плетиме, ние му вика мустра да видиш, рекој. Не му рече ги фотошопирам. Да, бе, вика мустра, вика да. Да проба да Да, види. вика мустра, ни джемпери. А зошто му требаше? Па мустра да оплакне очи што да А прави. да оплакне очи. И тој цел живот да не е случајно. Не е дој. Може не е. Не. Никогаш не сум лажал колку години имам за да добијам девојка дечко. Јас не бе, јас што да лажам како изгледам, како 25 години да имам. Што да лажам. Да, точно, јас имам 27, изгледам ко 37. Сум А лажала. тој е сега овај во хит. Да? Да, милфици се сега срце. Што се мода? Да. Зато ти се вака облекуваш. Никогаш не сум бил 3 дена нетуширан. Да ти кажам, до толку не сум стварно. Сум на снимање заглавил да ти кажам, а до 3 дена не сум. Не лажам, живе мајка. Никогаш не сум направил нешто за кое сум зажалил. Како не сум 100 пати е? Исто. Кој не е? Многу ме интересира дали никогаш не сум заборил годишнина од брак. Не сум, тоа Не се, многу сум браво, да тие работи сум. Браво. Никогаш не сум се вратил пијан дома. Претпоставувам Не си сум, се затоа што не пијам, а освртам го барбал преги вртам кај што е. сум, знаеш како ме фатија? Како? Со чизмите имав заспано. Толку пијана Да, беше? са бајлето само јорганот и Па шпицот од чизмите Ти вака не се ни надпре. секаш што правеше претходна вечер. Текнува кога се носеа оние чизми вака до горе. Да. Ај соблечи го тоа кога си пијан. До тука оние како стегат што беа чизмите, со се чизми си легнав. Ако. И мајка ми, види ја. Ти се Види одморија нозите бар. ја. Па тоа. Никогаш не сум истапал некој. Не бе, јас и тепање два. А сум, да, сум. Сум, јас Сум, сега ми текна. Е тоа женска тепачка. Да, ова беше машка. Ма... Но логично. Машка беше. И не ова. кажеш причината или не смееш? Не бе, како не тој беше битла, тоа живеев цимер ми беше. Ти мерато си го истапа? Тоа бе го истепа. Идам јас дома, гледам еден без книги дома пикнат. Што прави човекот го навика на железничка, да си нормален ти му викам човече, поке не поколи може вечер. Од кај знам кој е овој мајка. Разбираш? И ме изнервира до толку и не се истепав така, една, го штјакнав еднаш. Он сакал добро дело да направи. Абе како добро дело во денешно време ќе те заколи на спиење. Останавте цимери? Гледаш, терористи После има на тоа? сите страни, да. Останавте? Да, нек ни каве пиевме. Добре да... Управо бев јас. Од страф му било. Последното прашање од оваа игра ми е никогаш не сум грабнал некоја за гради погрешка. Мислејќи дека е раката, например. Не ми се десно, на пример, вака да правам муабети, она, разбираш, на пример вака да поминам и свара,
Еј, кабелот. Еден, два. Се слуша, се слуша. Еден, два, слуша. Нема, а? Нема. Да не го искорнат, а? Да не ти го поебаја бубица. Не можам, окей сме. Значи, застанавме до прашањето, никогаш нисум грабнал некоја за гради погрешка. Јас тргнав да ти кажам ја искрено бубицата, се извинувам на техничката служба тука од телевизијата. Не уште. Повикам на уителката среќа не беше од тие скапите бежични кои ги оплаќаше кабелот. Сега ќе го држиш. Сега ќе го држиш. Сега ќе го држам да ти Да. кажам. Значи изгледа дека имаш грабнато некој погрешка. Изгледа да ти кажам, што го држам микрофонот. Сега морам да ти дам подароци. За вака добро интервју. Ова може да го одлично смење, искрено. ова леле колку сакам со брекејаци бидам стално ме застануваат. Стојат вака како манијаци, ме разбираш, и само оп, најднаш ми излегува, Ја го 300 евра, Ќе ме 500 евра. плескаш. 300 евра, 500 евра, ајде. Нека оди рего. Мило ми е што ти се бинди за Мило ми е табличево. рего, мило ми е рего за Мило ова. ми е што ти се бинди за табличево. Имам сега од подароци со слики, ти дека работиш со фотографија. Баш ме интересира дали ќе те бендиса. Ајде видам. Ова е дело на Pan Print, Добро. наши најдобри пријатели. Еве ќе ти го отпакувам да не се мачиш. Ако го отпакувам, Да, ако. Леле, колку е убаво да ти кажам. колку сум нежна од пакувањето. Многу убаво. Овајле. Да ти кажам, ова таман сега за новиот стан што си го купив. Е, пофалец. Океј, другар ми Нена си купи стан во Илинден, да ви кажам, да вика си што бараш вика насело, оти сум селјак. Кажи ми, сакаш да правите второ дете или? Второ дете, имам второ, че две имам, трето морам. Две имаш? Да. Трето си за прајање или не? Па да ти кажам, како тргнав, Ќе биде? Ама ќе се најдат, така? да ти кажам да овие спортски бе, Ќе се најдат. ќе се најдат. И нормално. Кафе. Кафе без Елит. кондоми не оди. Не оди, кам жена ми па кафе без кондом никако не пие. Плюс сега на жените кои ќе однесеш кафе дома, Да. сликава ајде за тебе кафето, кондомите за жените, Нека се најдат. ќе се најдат и за дечињава имаме детско капучино, Леле. сладолед имате, Леле, Атанасија сега се топло мавке направи се. чоколадо, си има овде. Цела врекичка Алал, со подароци за тебе. Ви благодариме. Дарио, на тебе ти благодарам за гостувањето. Се надевам дека во следната емисија... ако Јас се ќе извинувам гостуваш- вака со микрофонот што стојам, али морам. Добре, ќе остана Шанкот тука. Да, Жанко ти тука да место. Добре, битно. Шанкот е тука најбитен, значи Да. емисијата е носачка со Шанкот. Така. Со микрофони, веќе се снајдеме. Ке се снајде име битно е слушат. Сега не знам, може варира малце вака, дај. Абе добро. Битно Се е да се разбираме. дружиме. Битно, да. Ти благодарам што ми беше гостин. Ви благодарам И- вас на поканата. Со Кој ти задоволство пак ќе ви дојдам, што Тоа дадете сакам да вака кажам. подароци убави. Јадит кафе, сега Тоа ќе си си има пиеме добра за бајне. следна прилика. Те чекам да се јавиш и да дојдеш кога ќе снимаш Лепа Брина. Да ти кажам, со Цеца нешто и слушаме вчера на кратко, вика може ја па. Може бе и Цеца бе, може. Може, Може. Ама, Ти благодарам. Дами и господа, еден единствен Дарио Јанковиќ беше тоа, останете на Алфа телевизија. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Хотел Континентал, во прекрасна градина од внатрешна страна или пак најнова градина со капацитет од 400 гости на предна страна. За свадба подобар избор нема, и внатре и надвор. Хотел си е сепак хотел. Хотел Континентал. Некако ја почнавме емисијата со вашиот плакар, меѓутоа сега ќе го оставиме швалерот на страна и ќе го фатиме само вашиот плакар и алиштата во него. Ќе класифицираме видови на алишта во вашиот гардеробер или плакар. Например, имате алишта што може да се носат. Тие редовно ги перете, тие ви да на работа за излегување и така натаму. Имате купче облека што сакате да ја носите, ама во неа не ве собира од 91. Алишта за кога ќе ослабам. Или фармерки ладно оружје, ги закопчуваш да пукне копчето, човек ќе убие, око ќе му истера, глава ќе му скрши. И нормално, алишта за кога ќе се здебелам.
Пола плакар ми е со такви алишта. Широки, удобни, лесни, такви опуштени фармерки, големи мајци. Тие се за мерак да ги носите, најубаво ти доаѓа. И има една посебна група на алишта во гардероберот, се вика алишта за посвадби. Внатре во плакарот кој ќе влезете во тој сегмент, добро ви е да ставите она маската за Швајцовање. Швајц, она е да светка, ласки такви, шлукици, каминчиња. Нема што нема на таа гардероба, што ви е за посвадба. Ако некој некогаш ви рече, што се дотерала на свадба, значи ништо не е окей. Освен ако не си на свадба, треба да да се пресоблачеш. И сега се навраќаме назад на светкавата алишта, на светкавите алишта. На некои свадби, например, нема потреба од лајт шоу, од осветлување, од рефлектори, само поради тоа како се облечени роднините. Или правилото вели, колку поблиска рода си на младожената невеста, толку повеќе светки, каменчиња и шлукици треба да имаш на твојот фустан. Например, свекрава, дојди вамо бе, елај тука врти се околу рефлекторот. Заборавивме да ставиме диско топка. Ќе те вртиме тебе. Со диско топка, ти ја вртиш свекрвата. Она цела на свети вака и ти, најубаво лајт шоу ќе направите на свадбата. Абе, мераци ќе ви биде. И освен по тоа што може да приметите по светките кој е најблизок роднина на младожената невестата, можете да приметите по толгумбата на главата. Јас велам доста е толгумбата, знаеме дека си свекрвата, не мора да светиш целата во гардеробата. Кога сме веќе кај свадбите. Знаете веќе каде треба да се обратите за да си направите свадбата од вашите соништа, да изберете помеѓу две феноменални сали кои ги нарекуваме сали од бајката или Fairy Tale Wedding. Јавете се веднаш, закажете со време, затоа што свадби се прават доста многу. Информирајте се вие со време. Епа, драги мои убави луѓе, овде некаде е време да се одјавиме и во моето сценарио вели толку за вечерва. Само треба да ве потсетам дека е време за вашиот нов автомобил. Се вика, да бе, ти да не ме потсетиш, ја немаш да си купам кола. Пари немам. Не, слушајте, не ви требаат многу пари за да возите добра и квалитетна кола. Ви требаат само нашите пријатели и одате таму ќе видите дека имаат ексклузивни модели по супер цени со кои ќе бидете и модерни, и економични, и ќе се возите до таму каде што треба. Следете на Facebook редовно и следете на Алфа телевизија уште поредовно. Чао!